Еве назад во студиото на К3, како што кажав, ќе зборуваме за туризмот во вториот дел. Тоа ќе биде темата, имаме интересен гостин, меѓутоа како завоет во оваа интересна тема, еден прилог, Македонија ги има сите предуслови да прерасне во комплетна туристичка приказна, земја која на странските посетители ќе им понуди убаво доживување. Покрај езерските бисери, Република Македонија има голем потенцијал за планински, археолошки и за велосипедски туризам, каде и како слушнете во следниот прилог на колешката Анита Јовановска. Македонија ги има сите предуслови да прерасне во комплетна туристичка приказна, земја која на странските посетители ќе им понуди уникатно и несекојдневно доживување. Македонија е хит за планински туризам. Сместена меѓу Охридското и Преспанското езеро со својата специфична местоположба, природните убавини и карактеристичниот растителен и животински свет, Галичица е атрактивна дестинација за планински туризам. Поголем дел од планината е прогласен за национален парк. Локалните власти од година во година регистрираат зголемен број на посетители кои доаѓаат буквално од сите краеви. Дополнителен плюс е фактот што има мапирани и обележени пешачки и велосипедски патеки, а оваа дестинација е често посетувана и од страна на параглайдеристите. Уште една планина која плени со својата убавина е Бистра, сместена во централниот дел од Западна Македонија, на надморска височина од 2163 метри. Освен двата највисоки врвови, Меденица и Карбула. Мавровското езеро и преубавата Радика, Бистра ви нуди прекрасен преглед на реканскиот крај. Идеална за скиење, планинарење, алпинизам, планински велосипедизам, параглайдерство, риболов е и Шара, уште еден горд репрезент на домашниот туризам. На околу 200 километри од Скопје и 130 од Солун, Кожув изминативе години прерасна во атрактивен ски центар, кој располага со најсовремена опрема и можност за вештачки снег. Низа дестинации кои Македонија висока ја позиционираат на мапата за планински и ски туризам. Имаме адути и љубители на параглайдерството, падобранството, за низа воздухопловни спортови. Како најатрактивни локации за слободно летање се избрани Крушево, Галичица, Трескавец и Попова шапка. Велосипедизам во Македонија. Земјава има одлична основа за да развие добар велотуризам, кој е особено популарен низ западноевропските земји. Потребни се поквалитетни смесувачки капацитети и понуда на пакет услуги кои може да ги избогатат турите. Ова е особено важи за националните паркови каде што посетеноста е најголема. Источна Македонија се уште е недоволно истражена и искористена. Како витези тргнати во поход, опремени со заштитни кациги, ранци, полни со храна и вода, фотоапарати, камери, како и со добро расположение. Велосипедистите во текот на летото ги освојуваат планинските предели на Македонија. Ова би ви го кажал секој што барем еднаш искусил велосипедска авантура низ Маврово, Галичица, Шар планина. Може да се сретнат во групи од по тројца, четворица, па и 10 или 20 велоавантуристи. Најчесто тоа се велосипедисти од земјава, но од година на година расте бројот и на велотуристи од странство кои организирано доаѓаат да возат низ пределите на Источна и Западна Македонија. Удел во зголемувањето на бројот на странските велосипедисти кои доаѓаат да ја разоткриваат Македонија имаат претежно поединци кои исто така се влюбеници во велосипедизмот. Тие добро ги познаваат нашите планински предели и шумските патеки, погодни за истражување на две тркала. Велосипедист кој од 2009 година води групи од странство низ Македонија, турите ги организира сам и со пријатели, а логистичката поддршка ја добива и од домашниот туристички оператор. Со планински велосипед човек може да помине многу повеќе во еден ден и на еден поинаков начин да ја почувствува Македонија, а често влегуваат и во нашите планински села, во манастирите, црквите. Поради безбедноста на гостите, важно е секој водич да го обновува своето знаење од основи на туризмот до безбедност на планината. Туристите очекуваат одлични патеки за возење, убава природа и вкусна храна и секако да ги пробаат локалните јадења. Тоа беше прилогот, ќе заблагодарам на колешката Анита Јовановска. Сега ќе го представам и гостинот со кој што ќе разговараме на темата туризам. Тоа е Филип Додевски, дипломиран менаџер токму по туризам и угостителство. Добре дојде во нашето студио. Добро.
Благодарам што ја прифати поканата. Малку рано е за станување, меѓутоа имаме интересна тема, нешто на што ти всушност си го одредил животот. Не работиш сега во таа професија, меѓутоа се одлучи за туризам. Да, моментално не работам во областа на туризмот. Да. Меѓутоа тоа студирав и тоа се уште го истражувам и го проучувам. Па добро, може да почнеме токму од тоа, уште од тоа што сте го учеле туризмот, општо што е туризмот, видови на туризам кои што ги имаме ние кај нас. Видите вака, туризмот е стопанска дејност која што вклучува патување, значи за одмор, рекреација и разни бизнис цели. Додека според Светската туристичка организација, туристи се оние луѓе кои што патуваат и престојуваат повеќе од 24 часа надвор од својата вообичаена околина, односно своето живеалиште, за одмор, рекреација и други цели, меѓутоа да не се на пример за работа таму во тоа место, но не повеќе од една последователна година во тоа место. Ова е еден вид како на дефиниција, ние со туризам сме запознаени, го практикуваме во Македонија не толку колку што веројатно би сакале. Што е она кое што туристички потенцијал го имаме кај нас најискористено, знаеме дека е Скопје и Охрид, меѓутоа општо генерално и се учел веројатно што е она што го има како потенцијал. Како потенцијал, значи да, во право сте, значи статистички и во 2014 година најповеќе посетено е Охридското крајбрежје како летен туристички центар, потоа Скопје како деловен центар, меѓутоа во последно време се повеќе посетен и Дојран. Дали од домашните или за странските туристи зборуваме? Во последно време се зголемува бројот на странските туристи, значи во 2015 година за првите 2 месеци зголемен бројот на странски туристи за околу 18% во однос на минатата година. Што е одличен податок, значи тоа пред се должи на мерките кои што ги преземе владата, промоција значи на туристичките потенцијали на Македонија и интензивната реклама на познатата CNN телевизија. Да. Не само таму, мислам дека сум забележал реклами и на Travel Channel, мислам дека има ефекти од мерките, како што кажате, од субвенционирањето на авионските летови, на доведувањето туристи за тури. Меѓутоа се сведува и да се 3 места. Мислиш дека може тоа да се дисперзира малку повеќе, има овој места на секаде низ Македонија и за видовите туризам тука можеме и да споменеме што се им нудиме на располагање на оние потенцијални гости. Па да, има, како не. И значи вака, ајде да почнеме од тоа што сме учили, значи најосновни видови на туризам се зимскиот туризам и летниот туризам. Меѓутоа во последно време се повеќе се развива и бањскиот туризам, односно спа и велнес туризмот. Според некои податоци во 2013 година во Европа, односно во светски рамки, се забележани приходи во овој вид на туризам од 90 милиарди евра. Над 90 милиарди евра. Значи голем колач, нешто треба од нив да се рече, значи овој тип на туризам. Значи Европа е тука најзастапена со 3200 локации за спа и велнес туризмот и кои што чествуваат со околу приход од 30 милиарди евра. Значи навистина сериозни бројки, меѓутоа ние дали се вмешуваме во таа конкуренција или слабо? Па уште сме слаби, меѓутоа можеме, значи тоа кажувам на фактот дека може да се инвестира во оваков тип на туризам. Да. Тоа што зборуваш за инвестиција, што е она кое што го имаме сега како потенцијал на располагање, дали главно настрана од Охрид и Скопје што ги споменавме, може тука да се гордееме со можностите за рурален туризам, за селски, за како што споменавме археолошки, можеби религиозен, црквите и манастирите низ Македонија. Да, значи треба да се гордееме значи вака на нашите природни убавини. Така. На оние ретко населени места, например ќе го земам за пример Мариово, потоа на оние традиционални јадења кои што се приготвуваат во тие селски средини, и тоа е исто голем фактор за развој на руралниот туризам. Потоа на термоминералните води кои што се наоѓаат во руралните средини исто така. Понатаму знаменитостите од културно-историски наследство исто така може да влијат и од се нешто да се потрудиме да направиме еден вид на приказна, затоа што тоа најдобро веројатно продава туристички производ. Секој сега горе-долу секој има по нешто убаво што може да се пофали во нивните земји, меѓутоа ако му придодадеш интересна приказна на тоа, верувам дека ќе биде попосетен. Па да, за да му придодадеш интересна приказна, значи треба да изготват заедничка стратегија, значи туристичките работници, туроператорите, хотелиерите и рестораторите. Да. Значи заеднички треба да имаат тие настап.
заеднички да подготват стратегија. Ги спомена ти токму бањите, велнесот, меѓутоа тука и термалните извори, а ние имаме токму еден таков подготвен прилог кој што може да го погледнеме во приложение, се работи за бањата Стрновац, која што е надалеку позната по своите лековити својства. Отворена е туристичката сезона и таму секојдневно ја посетуваат ова бања бројни туристи. Граѓани од сите краишта, дури и печалбари кои што годишните одмори ги користат овде. Посетителите велат дека за разлика од минатите години, тука се подобрени условите како и да е за да биде комплетна услугата, потребни се гардероби, уредени паркови, повеќе маркети, мотел за ноќевање, значи инфраструктура. Во Швајцарија, бањата Стрновац би била модерен бањско-рекреативен медицински центар, вели кумановски печалбар кој за лековитите својства на термалната вода слушнал од своји пријатели. Стрновац таму е прочувано исто каде нас од колеги и пријатели и прекјучера дојде овдека и другар ми вика, слушај, вика, ајде, вика, ќе те одведу за денес, договоримо се да не доведе одека. Топлата вода од 40 степени ги лекува сите видови на ревматските заболувања, инфективните, заболувањата на периферните артериски садови, но лекува и состојби по повреди. Толку благотворно влијае врз здравието на луѓето, а никој не води грижа за одржување на бањата, коментираат посетителите. 2 базени и неколку монтажни угостителски објекти е она што го сочинува бањскиот комплекс. Но за разлика од претходните години, сепак се подобрени условите, велат анкетираните посетители. Па убаво, топла, со моите комашинки. Па сакав да се избањам малку, топла вода. Не е препорачливо многу да се бањав, пошто дали е здраво. Бањав се убаво ги топла вода. Тој за коски, за кожу, за желудец, кој го пие за желудец многу помага, мада ја не го користу. Тие деформисани ногти кои има или пете, тој за ден-два одма се осеќа. Ја долазим из Немачки. Ово е чисто Божја вода, значи, која е стварно многу лечлива за све. Така да ја сваки 3 месеци сум тука, у Немачка сум пробал све, али ништа, кичма имам проблема. Како доđem овде више никакви проблеми немам. Општината Старо Нагоричана нема надлежност да стопанисува со термоминералните извори, како и да е од таму вела дека секоја година работат во рамките на нивните можности комплексот да се одржува чист и да им се понудат подобри услуги на туристите. И минатата година и оваа година се спремивме, ја дотеравме бања, ја исчистивме, ја заградивме, се луѓе што се запослени таму се грижат за хигиената во бањата и околу бањата и исто така ја покривме бањата минатата година. Беше пак, или дури воведовме линија Куманово, Николјане, Старо Нагоричано до бања Стрновац 2 пати дневно, сабајле. И навечер, значи луѓе од Куманово можат да доаѓаат лично и со комби, да си направат 1-2 бањи, да си направат еден излет, да кажеме, и пак да се вратат со комби во Куманово. Топлата вода во селото Стрновац се избила на површина во 80-тите години на минатиот век и повеќе од 30 години истекува во реката Пчиња. Инаку Кумановски Стрновац по лековитите својства на водата се поистоветува со бањата во Бујановац. Тоа беше прилогот на колешката Габриела Димковиќ. Филип, дали ова е на некој начин сликовито објаснување ова што го има во Куманово и во национални рамки? Значи имаме нешто убаво со кое што треба да се пофалиме и кое што може да го валоризираме, меѓутоа условите и инфраструктурата не е баш на нивото на кое што е потребно да биде. Дали е така и во преостанатите туристички капацитети или? Па да, така и во преостанатите туристички капацитети во Република Македонија. Значи потребно да се подобри патната инфраструктура како најважна. Општо генерално веројатно целата државната патна инфраструктура. Целата државната патна инфраструктура треба да се подобри, меѓутоа тоа е за поголем развој на туризмот, значи зборуваме од тој аспект. Да. Понатаму исто така мораме да го пофалиме субвенционирање на авиокомпаниите. Да. Значи на тој начин се зголемуваат гостите од странство кои што не доаѓаат. Да. И сега во моментов е интересно да се вози во македонската железница затоа што како е реликт од некое старо време, меѓутоа еве добиваме најави дека тоа ќе биде модернизирано во текот на летото, па можеби во следната летна туристичка сезона и туристите, меѓутоа и македонците ќе се возат и таа е важна мрежа за секако да се стигне до туристичките места. Па да, како не. Меѓутоа не е толку поврзано, на пример Охрид не е поврзан со железничката мрежа.
меѓутоа за посета на останатите места и оние што ги спомнавме, оние запуштени места што се значи ретко населени, карпестисте предели, значи многу ќе влие подобрување на железничката инфраструктура. Да. Секој од туристите веројатно си има своја цел при патувањето, се подготвува за тоа кои би требало да бидат оние кои ние ќе целиме, од кои не само да се заработи најмногу, туку и да се добие добар имидж во светот. Па видите вака, ние имаме, значи, според Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, значи ние имаме стратегија привлекување на туристи кои што барат, значи да гледат културни знаменитости. Според мене јас повеќе, значи би ги привлекувал младите. Значи тие се она потрошувачка сила, како да кажам, поголема потрошувачка моќ имаат помладите од пензионерите. Младите луѓе општо мислиш дека може да веројатно да потрошат влијаат во економијата. Значи влијаат во економијата. И знаете како оди, значи она промоција од човек на човек е поубава некогаш. Да. За привлекување да, тие на гости. нивното искуство веројатно ќе го пренесат на поинтересен начин. Да. Меѓутоа дали имаше некои податоци, познања каква е сега таа структура старосна на оние кои што не посетуваат, дали доминираат можеби повозрастните? Моментално повозрастните доминираат. Да. Значи повозрастните доминираат и на тој начин се промовираме, значи на странските пазари, односно на сајмите за туризам што се држуваат низ земјите во Европа и во светот. Значи тоа ни е стратегијата привлекување на туристи кои што бараат да гледат културни знаменитости. Да. Дали мислиш дека е обмислена сета таа понуда која што ние ја нудиме, да не се сведува, споменавме веќе претходно, се на Скопје и на Охрид, дали е обмислено да направиме една приказна, например како во Крива Паланка, освен тоа што го имаме манастирот Свети Јоаким Осоговски и некое друго место кое што е поврзано со светецот, неговата испосница или нешто друго, дали е обмислена нашата понуда која што имаме туристички или може тука има нешто да се доработи? Не, значи треба многу да се доработи. Да. Видите. Значи сега најразвиено е, значи кажавме Скопје, Охрид и Доран. Се друго е, како да кажам, запоставено. Не е запоставено, меѓутоа нема изградена добра стратегија за промовирање на овие други места. Значи луѓето можеби и туристите кои што доаѓаат и сами се интересираат и го наоѓаат, а тоа не име на сами се интересираат, наоѓаат, значи пребаруваат на Google кое место да го посетат, значи тука се значи Стоби, Хераклеа, Кокино, понатаму во Скопје камениот мост и така. Некои работи, како што кажавме, се на очиглед и се дел од турите кои што се организирани, меѓутоа поголем дел од богатствата кои што ги имаме се скриени и до нив тешко се доаѓа, па дури и нашите луѓе, македонците слабо ги познаваат. Па тоа е, значи кажав, до туристичките работници, туроператорите, хотелите и рестораторите, значи треба да организираат они да направат стратегија, да направат тура во Македонија, која што ќе биде субвенционирана. Значи, зборувам за странските гости, за странските туристи. Значи, да биде субвенционирана, да трае 10 до 12 дена, меѓутоа не само да го посетат Охрид и Скопје, значи да ги посетат и Хераклеа, и Стоби, и Кокино, и Мариово, како што ви го кажав, и други градови кои што градови. се живи, не мора да се посветуваат само нештата кои што се од археолошка вредност и значење, други градови кои што се живи и кои што навистина имаат што да покажат. Така е, значи интересен стил на живење, интересна култура има тие помали места. Да. Сега ќе ни кажеш за тоа што можеме да го позајмиме од поуспешните, имаме и во околината земји кои што можат на туристички план многу да се пофалат. Хрватска е подалеку и веќе е во некое ниво светско многу далеку од нас, меѓутоа тука се Бугарија, Грција. Што можеме да позајмиме од нив? Па не од нив, значи највеќе ми остави впечаток додека студирав, значи го проучувам, се што го проучувам, островот Ибица во Шпанија. Значи тој е остров од 570 километри квадратни, 45 пати помал од Македонија, значи 130.000 жители, значи без добра патна инфраструктура. Нивниот начин на промоцијата во 90-тите години беше преку технозабавите, преку клубовите за електронска музика. Младите што ги спомена. Да, меѓутоа сега во последните години, значи Ибица важи, значи може да се користи како место за мирен семеен одмор. И вински туризам до приходите, значи Ибица има годишни неприходи профит од 7 милиарди евра, над 7 милиарди евра. Значи тоа е нешто помалку од Грција, повеќе од Хрватска. Да, профит, значи чиста заработка, чиста заработка, да че зборувам, а островот 570 километри квадрати. Да. Добро, може да се нешто украдне од нив, меѓутоа ќе треба да имаме и такви потенцијали, затоа што е друго е плажа, па друго е ние она што го имаме
пред се планински Зборувам, туризам. значи они не се промовираат преку нивните плажи, преку морето. Значи зборувам на еден вид начин на промоција специфична, она што го кажав за привлекување на млади туристи. Дали ќе биде преку фестивали, дали ќе биде преку разни забави и така. Добро, во продолжение малку ќе поразговараме и за регионот, значи за она што имаме можност ние да го понудиме како североисток на Македонија. Ќе тргнеме од малиот и живописен град Кратово, кој што е еден од најстарите во Македонија и Балканот, и покрај тоа што се работи за мало градче од околу 10.000 жители, луѓето кои живеат тука го сакаат своето родно место и кратовци воедно се гордеат со своите туристички знаменитости. Во североисточниот дел на Македонија, сместен во грлото на изгаснат вулкан, се наоѓа Кратово, еден од најстарите градови во Македонија и на Балканот. Илјадници куќи кои потсетуваат на типично староградска македонска архитектура се поврзани со 5 камени мостови. Познат е како град жив музеј, има блага и пријатна клима, а името го доби поради неговата локација во кратерот на изгаснат вулкан. Кратово за време на Римското царство бил познат под името Кратискара и бил богат со неколку рудници на злато и многу дуќани, каде што се продавало излеаното злато во форма на монети и златен накит. И покрај тоа што се работи за мало градче од околу 10.000 жители, сепак луѓето кои живеат тука го сакаат своето родно место. Тие велат дека иако во Кратово не се организираат многу културни и забавни манифестации, сепак постои добар соживот меѓу луѓето и тоа е нешто што ги исполнува. Кратово е добар стар град, не е нешто изградено модерно, меѓутоа стар град, туристички, па има нешто недостатоци, али ипак е добро. Младите за жал не останува. Кој ќе заврши факултет и тражи работа на друго место, тука не останува. Ти реченот го по стар град, нема, како да речеме у големите градови, Скопје, културни забавни тие, има нешто, не е тој. Има нешто, тој културниот дом организира, еве таму е домот, нешто организира, доваѓаат туристи, гледат тие стари мостови и така. Нешто се движи, меѓутоа не е на високо ниво. Нема ноќен живот, нема вработување, али има соживот, тоа е окей. Па зборувате за човек кој живее настана и работи настана, тука доаѓа само повремено. Јас сум еден од примеривите, што се како млад дечко. Така да, мојата генерација не е тука више. А исто е со други генерации. После средното образование сите гледаат да фаќат пат на страна. Скопје или надвор од Македонија. А што може да понуди Кратово? Кратово може да понуди туризам пред све и оноа што од примарната екзистенција што било од секат рударството. Други алтернативи ја не знам моментално, не можам да видам, али тие се доволни, сепак ние сме мал град и мислам дека со туризам и со рударство би можеле да живееме солидно. Да, ноќниот живот има забава, тука има 2-3 кафичи, нема многу, ама толку има и деца, доволно за забава за сите нас. Културо-историски знаменитости, стара култура може да се види, култура у луѓето може да се најде, луѓе озбилни, современи, совршени, современо нешто, убаво. Дали младите остануваат тука или гледат да заминат? Не, кој како се снајде, кој си најде тука, кој не може да се најде тука, бега си. Повечко може да биде котило, па да пролетат линијата. Кои туристички дестинации ги има во Кратово? Па ги имат Соцев камен, ги има кулите кратовски, мостовите кратовски што се на прво место. Кратово е најстар град на Балканот. Има многу богата култура, Кратово. Низ тесните чаршиски сокаци буквално врез каминатото. Се уште по кратовските домови во наследство се остава и по некоја тава или тепси изработена од најпознатиот кратовски бакар. Кратовчани слободно може да кажеме дека се гордеат со своите туристички знаменитости, како што се камените кукли. Ова е град на мостовите, римските рудници, старата чаршија, град на прекрасни цркви и манастири, изградени уште во 14 век. Нечепнатата природа, чистиот воздух, старата архитектура, културно-историските знаменитости, гостопримството и посебната кратовска кујна го вбројуваат ова градче во една од најпосакуваните туристички дестинации во Македонија.
Го проследивме прилогот на колешката Ивана Младеновска за Кратово. Ова е едно од најмалите места, меѓутоа со голем потенцијал во Македонија, пред се во регионот. Како ценности доволно ли е искористено? Па добро, еве ви пример за недоволно промовирана општина. Да. Значи за Кратово, тука како што видовме во прилогот, освен овие што се споменати работи, во Кратово располагано со Кратовската река со 6 или 7 помали водопади. Значи кои што таму може да доаѓаат посетители да ги фотографираат. Сето она кое што го спомена во прилогот Цоцев камен, камените кукли, мостовите, е нешто кое што го нема во преостанатите места од Македонија. Ние сакаме со тоа да се пофалиме, меѓутоа не знаеме да го спакуваме веројатно. Па веројатно не знаеме да го спакуваме или не знаеме која промотивна активност да користиме. Да. Значи се знае во летниот период се користи повеќе печатена брошура, во зимскиот онлайн да се промовираме. Добро, ама она што го споменуваш ти е пред се за младите. Тие би го нашле онлайн, како да се привлечат оние и поискусни кои што тие пред се уживаат во нешто кое што се нарекува историја, а тоа го има премногу во Кратово. Нив преку брошури, веројатно. Нив преку брошури, и нив преку, ја мислам, директна промоција. Директна промоција кај тој цел на туристи, односно тој тип на туристи кои што не се интересни да ги привлечат. Да. Што се однесува, што останува на она организирање културни манифестации? Таму во претходниот период се одржаа неколку, имаше златни денови кои што се организираат, ако не се лажам, 2 или 3 година поред со поп звезди, рок звезди, потоа тамбурашки фестивал. Дали таквите настани може да привлечат не само туристи од Македонија, меѓутоа и од странство, кои што ќе го видат, ќе го запознат градот, па потоа ќе го посетат на подолго време? Значи, прво, таквите манифестации, целта им е да привлечат, според мене, значи ќе се привлечат оние, ако доаѓаат музички групи, нивните фанови ќе доаѓаат, нивните обожаватели на таков тип на музика кои што се представува таму и на тој начин веќе сме ги привлекли гостите. Да. Потоа останува на угостителите. Кога ќе ги привлечеме туристите, потоа следната фаза се угостителите. Затоа кажав јас треба заедно да направат стратегија. Согледувајќи ги ти кај нас актуелностите како човек од таа област, мислиш ли дека нивото кое што го имаме на угостителство е завидно или треба многу да се работи, затоа што може ние да рангираме со звездички некои хотели, рестораните може да си ги фалиме дека ни се убави како национални меани или друго, меѓутоа дали на вистина можеме да се бориме со она што го има како понуда во странство со нашите ресторани? Во моментот не, мора да се подобри образованието кај угостителските и туристичките работници. Понатаму мора да се подобри и да има дообразование. Дообразование на сите тие и не може например да очекуваме странски посетители да се задоволни ако тој што работи со гостите, односно со туристите, не знае странски јазик. Така. Тоа е одмах го одбиваш гостинот да не дојде пак. Токму во Кратово мислам дека има една од стругите во гимназијата е угостителска, меѓутоа веројатно мислиш дека средното образование не е доволно за да се добие комплетен човек од тој сектор во туризмот кој што ќе работи? Не е доволно, јас мислам средното образование не е доволно за да се добие добар туристички работник, односно квалитетен туристички работник. Фали потоа добро високо образование и понатаму пракса во најразвиените туристички региони. Односно кај што е најразвиено, ако ние го развиваме културниот туризам, односно знаменитостите, да одиме во таа земја кај што е најразвиен и од таму да учиме како тие и на кој начин го промовираат својот туризам и своите знаменитости и како највеќе привлекуваат гости од странство. Добро, ќе продолжиме да ги посетуваме градовите од регионот, продолжуваме во Крива Паланка, бидејќи ова општина и нејзината околина располага со голем туристички потенцијал. Најпосетувани локации во текот на целата година се разбирало манастирскиот комплекс Свети Јоаким Мосоговски и спосницата на Светец во селото Градец, а локалната самоуправа продолжува со заложбите за креирање на подобри услови за развој на туризмот, како преку урбанизација, така и преку богатата понуда на културно-уметнички, спортско-рекреативни, едукативни манифестации и се до тоа промовирано преку богатиот рекламен материјал.
Крива Паланка, градот источна порта кон Европа и светот, со својата местоположба и изобилство на природни богатства, нуди богата понуда за туристите. Туристичкиот бренд на градот, духовниот храм Свети Јоаким Осоговски и испосницата на пустиножителот Осоговски во село Градец се честа дестинација за голем број туристи од држава и странство. Исто така и локалната установа Градски музеј како институција на историското наследство е значаен туристички белег на градот. Конкретно за летната туристичка понуда може да зборуваме за културната понуда што ја нудиме како општина, односно богатата културна програма во текот на целиот летен период. Можам тука слободно да кажам дека сме горди на нашите два интернационални фестивала. Едниот е фолклорниот фестивал, а другиот е меѓународниот театарски фестивал, кои со години наназад се одлично посетени, како со наши посетители од градот и пошироко, така и од регионот, па може да кажеме дури од соседните земји. Локалната самоуправа на општината продолжува со заложбите за подобрување на условите за развој на туризмот, а во таа насока, освен урбанизацијата, е и организацијата на бројни културно-уметнички, спортско-рекреативни и едукативни манифестации. Меѓународниот театарски фестивал, интернационалниот фолклорен фестивал, Джипрелито, манифестациите Компиријада и Пифтијада, уметничките колонии и се разбира големиот традиционален народен собир на Голема Богородица, се само дел од настаните кои ги сплотуваат граѓаните и привлекуваат бројни гости од регионот и пошироко. Мора да го спомнеме нашиот манастир Свети Јоаким Осоговски, кој е волни бренд на градот. Посетеноста таму е секојдневно во летниот период, што е на очиглед на сите жители на градот. Може често пати да се сретнеме најчесто со туристи од соседната држава, односно Бугарија. Во можност е посетителите, односно потенцијалните идните туристи, да го посетат местото Градец, односно испосницата на Свети Јоаким Осоговски, до која што сега имаме асфалтиран пат. Освен промотивниот материјал од локалната самоуправа на Крива Паланка, информира дека во тек е изработка на нов туристички водич на градот, кој ќе биде готов за неполн месец. Претходниот туристички водич беше изготвен од наша страна 2009 година во 6000 примероци. Сега сме во фаза на изготовка на сосема нов редизајниран туристички водич и некаде за непол месец ќе биде готов, како што стојат работите за сега. И во него воглавно, како што ќе може да видите и да се бележите, ги има сите информации што се битни за нашата општина. Оптимизам влеваат и напорите на одговорните за развој на зимскиот туризам на Осоговските планини. Тоа беше и прилогот од Крива Паланка на колешката Христина Николовска. Уште еден мал град, мала општина, мислиш дека таа е доволно промовирана, таа е доволно позната со незините. Што тебе прво ти текнува на памет кога се споменува Крива Паланка да може да се искористи како туристички потенцијал? Крива Паланка, кога ќе се спомне најпрви одма ми текнува на манастирот, значи Свети Јоаким. Како и на сите. Да, како и на сите, Свети Јоаким Осоговски, значи потребно исто така најпрви да се промовира за домашните туристи. Значи мислам дека манастирот не е доволно промовиран за домашните туристи, па потоа да го метнеме на туристичка мапа за привлекување на странски гости. Таму постојано се додава нешто, се внесува, има голем народен собор во текот на годината на Голема Богородица. Мислам дека навистина како што кажуваш, не треба да биде посетувано само за време на празниците, туку и да биде посетено во текот на неделата, во текот на целата година. Интересно нешто кое што го бележи Крива Паланка во последниот период, ме интересира твоето мислење, за тоа е еден вид на економски туризам, она што ние го правевме порано одејќи во Бугарија, затоа што е погранично место во Ќустендил. Сега не само Ќустендил, туку од цела Бугарија доаѓаат организирани групи на туристи со автобуси, меѓутоа носат свој водичи.
своји тур водачи кои што ги објаснуваат на нивен начин работите не само во манастирот, туку и во градот, веројатно затоа што знаеме како е испреплетена историјата. Се работи за туристи или се работи за шопинг туризам? И шопинг туризам, пропратено со главно се луѓе повозрасни, значи пензионерски здруженија, меѓутоа се наоѓа меѓу нив и некој млад. Ме интересираше твоето мислење токму и за тоа, да, ние ќе ги искористиме како шопинг туристи, секако нивниот инпут економски е битен, меѓутоа да не е правилно она што го прават доведувајќи своји туроператори кои што кажуваат нивна верзија и од историјата и од културата веројатно на место. Па не е тоа добро, веројатно потребно е, значи сега тука и кај туристичките водичи кај нас и за тоа е потребно значи да се има добра едукација. Да. Значи да има добро образование за туристичките водачи. Не ми е јасно зошто водат сега тие своји туристички водачи, веројатно нивната историја, значи нивната учење на историја е сосем различно од нашето. И нивната верзија е различна. Не е страшно тоа доколку се пренесува на, како што викате вие, на повозрастните луѓе. Значи на помладите треба да го знаат каква е историјата вистински. Кој е твоето мислење за она што го кажавме како еден вид шопинг туризам, тоа го искористуваат, доаѓаат и во пазарните денови, меѓутоа и во текот на целата недела. Знаеме дека така и на границата со Грција, во Битола, долу во Гевгелија, меѓутоа и на границата со Бугарија во Криопаланка. Влие, значи ваму во Криопаланка влие исто така, значи за економски развој на самата општина, а долу што ги спомнате вие Гевгелија и Струмица, тие пак се ориентираат, гледам, се повеќе на медицински туризам. Да. Односно, конкретно, они се на стоматолошки туризам. Значи, многу е поевтино правењето на завика. Сето она кое што го имат како понуда, тие го понудат веројатно покрај она кое што е некоја услуга која што не може да се ја дозволат веројатно или грците или бугарите во нивната држава. Така е. Значи, кај нас е многу поевтино. И тука важи значи ценовната политика, значи кој е голем психолошки фактор кај сите потрошувачи воопшто. Добро, ќе продолжиме за да имаме време да ги погледнеме сите оние барем дел од најважните места кои што можеме да се пофалиме со нив, а тоа е древната обсерваторија Кокино, која што веќе 15 години од како беше откриена, ги собира туристите од целиот свет кои што се заинтересирани за значењето и мистиката што ја пружа Светата планина, стара над 4000 години. Кокино е ставено на листата на приоритетни проекти за уредување во значаен туристички локалитет, а жителите се надеваат дека тоа ќе отвори простор за инвестирање во изградба на хотели, ресторани и сувенирници на подолг период ќе ги задржат гостите тука. На 35 километри од Куманово, на надморска височина од над 1000 метри на левата страна од река Пчиња, сместена на неовулкански рид, веднаш под врвот Татиќев камен се наоѓа мегалитската обсерваторија Кокино. Многу моќно е чувството 4000 години наназад да бидете дел од магијата и мистиката на оваа света планина, каде што и камењата имаат душа. Едноставно ви застанува здивот од уметноста на нашите предци, кои со неверојатна прецизност ги длабеле маркерите за одбележување на изгревањето на сонцето и на месечината. Обсерваторијата беше откриена пред 15 години заедно со археолошки локалитет од бронзеното доба кој сведочи за развојот на човечката цивилизација на овие простори. За обсерваторијата во последните години се заинтересирани голем број туристи и скоро секојдневно, особено во летните месеци, голем број љубители на археологијата од целиот свет доаѓаат тука да ја почувствуваат убавината на пределот и да се запознаат одблизу со значајноста на локалитетот. Сега моментално сам во Австрија, таму си работам и таму живеам, али еве дојдов сега пред неколку дена тука сум. Се качувате ли горе до обсерваторија? Па зимуска водам таму, понекогаш. Какво е чувството? Многу убаво, многу убаво. Кокино многу е убаво сега и многу има убави работи да се види, да одмори човек и за живци, и за убаво да се проведе. Има луѓе што да видат овдека, чист воздух. И така горе на обсерваторија. Да, имаме туристи доведувани од Германија, доваѓа. Имаше 2-3, многу убаво. Па убаво е да се застане горе високо на Карпиве и да се гледа цела панорама, мислам, околу. Прекрасно. Некои велат дека така делува и смирувачки, дали е така и кај вас? Па баш така, баш имаат право, баш така делува, мислам, убаво е, прекрасно.
Кокино е на листата на приоритетни проекти на Министерството за култура. Со опстежна програма се работеше на локалитетот, а по завршувањето на археолошките ископувања се отвори простор за уредување на пешачки патеки, а поставени се информативни табли на кои е објаснето значењето на Кокино. Планирано е тоа да прерасне во уредена туристичка атракција по сите стандарди. Ова ги охрабрува и локалните жители кои веруваат дека локалитетот може да донесе бенефит за околните села и регионот. Се надеваат дека ќе се потикне бизнис заедницата да инвестира во хотели и ресторани за да може Кокино да понуди подолг престој особено за странците кои специјално се упатуваат кон обсерваторијата. Барат услови да дојдат да преспијат, да имат да купат еколошка храна, сирење на пример, од домаќи кокошки јаја, од некој јадње и некој тие работи, ама нема тоа овдека, не може да најдат. Луѓе прво немат каде да преспијат. Треба као најпрво едно хотелче да се направи. Уште како дете имам качувано горе. Не сум знаел што во ствари тоа. Тука се игравме како мали деца. Тука сте од овој крај? Да, мајка ми е од тука. Али како деца тука имаме играно често пати. Не сме ни знаеле што е во ствари. Според НАСА по староста, таа е четврта најстара обсерваторија во светот, по Абу Симбел во Египет, Стоунхендж во Велика Британија и Анкор Ват во Камбоџа. По неколку годишно континуирано истражување, Кокино треба да биде впишано и во листата на УНЕСКО, а од богатиот археолошки материјал ќе биде направена комплетна збирка која во вид на изложбена поставка ќе биде презентирана пред посетителите. Назад во студиото, Филип ги споменавме, значи од Куманово, Бањата, Стрновац и Кокино, набројни уште нешто друго, еве што ти би можел да кажеш, ти еве што го пофалуваш кога ќе ти дојдат тебе пријатели, гости од страна. Значи тоа се Бањата, старата бања која што е веќе запуштена, која што се наоѓа во Проевце, потоа во општината на Горичине тоа е бањата Стрновац и мегалитската обсерваторија Кокино. Значи тие се на тоа треба, тие ни се главните цели за промоција на нашата општина и на нашиот регион, Кумановски регион. За жал, иако е ова голем град, големо место, нема нешто со кое што можеме да се пофалиме тука, баш во градското подрачје. Малку е стара архитектура, па и таа е запуштена пред некое време, ни падна куќа токму во центарот на градот Куманово. Мислиш ли дека може нешто да се направи во таа насока? Може нешто да се направи. Прво треба да го развиеме угостителството. И ценовната политика на угостителите, мислам дека кај нас цените во угостителските капацитети се превисоки за нашиот стандард. Да. Потоа треба да во Куманово фали еден брендиран хотелски капацитет. Мора да најдеме начин, мора да најдеме начин да доведеме овдека брендиран хотелски капацитет, одма веќе се наоѓаме на туристичката мапа. Не мора се да биде сконцентрирано во нашиот главен град во Скопје. Што треба да се направи да добие Куманово? Голем град е репрезентативен хотел кој што навистина ќе привлече туристи кои што... Веројатно, јас како би размислувал, потребно е субвенционирање на некој хотелски бренд. И сигурно ќе сака да дојде, пошто далечината меѓу Скопје и Куманово е 30 километри. И до аеродромот Петровец е 25 километри. Уште помалку. Да, еве ваму ќе го земе на пример ова спортскиот аеродром Аџитепе. Има одлична локација. Таму може да се направи огромен хотелски капацитет. Споменав јас претходно дека може сите сакаме да се пофалиме тоа што го имаме како угостителска понуда, меѓутоа во основа преостанува на тоа дека освен храната и пијалоците на другото на се треба да се работи, треба да се вложува. Треба да се вложува во угостителските работници, во нивната едукација, потоа во гастрономијата, односно во оние кои што ја спремаат храната. Исто така и тоа се треба да биде добро спакувано и спромовирано. Исто и за нашиот град, секаде важи, туристичките работници, туроператорите, хотелиерите, кои што кај нас ги нема толку, зборувам за нашата општина во Куманово, и гостителските работници, заедно да направат стратегија како да го промовираат нашиот град и како да привлечат што поголем број на домашни туристи, првим па потоа на странски туристи. Да го заокружиме полека разговорот, како што споменавме претходно на почетокот, има доста мерки, вложувања, има доста идеи, се поместуваат работите, ставен акцент на туризмот.
мислиш дека вродуваат тие со плод, мислиш дека треба да се Па, продолжи, дека да се во- измислуваат нови? Да, гледам дека во последно време, значи се повеќе вродуваат со плод овие мерки. Значи се зголемува бројот на особено на странските туристи, на туристите посебно од Турција во последно време и се знае нови од Холандија што се Бенелукс, на земјите од Бенелукс, така е. Потребно е, јас според мене мислам да се субвенционира секој еден, значи странски турист на различен начин. Значи дали ќе биде тоа во даночните листување, кои што сега моментално ги имаме кај хотелските капацитети, дали ќе биде во угостителството, меѓутоа да се субвенционира на тој начин што тие субвенционирани средства ќе се користат за пак за промоција на Република Македонија. Да. Добре, јас Филип ќе ти заблагодарам уште еднаш што одвои дел од твоето време да бидеш гостин тука да поразговараме за ова нешто кое што може да донесе многу за Република Македонија, за североисточниот регион, а не е искористено доволно. Се надевам дека ќе имаме прилика повторно и повеќе да разговараме на оваа тема. Благодарам на поканата. Уште еднаш ќе ви заблагодарам и на вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое што не следевте. Во продолжение ќе одмориме со уште малку музика и ќе ви посакам пријатно. Останете со програмите на К3 телевизија и бидете и со утринската програма и утре и заутре.